Шесто прашање, прв почнува господинот Халими. Како ги оценувате меѓуетничките односи во земјава и како вие, ако станете претседател, ќе го негувате и развивате соживотот во Македонија? Соживотот во Република Македонија е многу важен фактор за меѓуетничките стабилни меѓуетнички односи и на тоа треба сите да работиме и ангажираме, посебно и претседателот на државата. За жал, сега меѓуетничките односи не се на ниво како што би сакале сите. До една ваква состојба сме дојдени поради, како што знаеме, разни тепачки што се случија на етничка основа помеѓу разни групи, а што е најлошо што не са најдени уште многумина од нив што ги предизвикаат тие ексцеси. Најлошо е кога институционално негативно се влијае во нарушување на меѓуетничките односи, како што се поставувањето на низа споменици кои иритираат албанците, па можеби и другите националности, како што беше случај со цар Душан или Света Илија во Попова шапка, што беше непотребно, затоа што многу треба да внимаваме институциите наши како работат и тие најмалку треба да допринесат за влошување на меѓуетничките односи. Како иден претседател, ова ќе ми биде многу важна да се залагам да тие се поставуваат во нормална состојба, во една соработка помеѓу сите представници на институциите, поготово со владата, да не направиме такви погрешни чекори што можат многу лесно да ги нарушуваат овие односи. Значи, стабилноста на државата ни е битна и поради фактот што надвор, ако тие приметуваат дека се работи за една нестабилна држава, каде што меѓуетничките односи не са добри развиени, тоа може да влијае и за привлекување наши инвеститори. Затоа сметам дека претседателот на државата треба да има повеќе да се ангажира на овој правец, исто така и за подобри меѓуконфесионални односи. Не можеме ние да завземаме страна према една заедница, а другата заедница, конфесионална заедница, да не се ангажираме доволно, како што беше случај со исламска верска заедница, која има проблеми со денационализацијата, уште не им се врати земјата која навреме беше национализирана, исто така и имаше проблеми со местото кај што требаше да се пресели седиштето на ИВЗ, а тоа беше јавно вака покажано дека владата му го додели местото, но потоа се покажа дека некој друго зеде местото и многу се нарушени овие односи. Затоа сметам дека треба да припазиме, поготово претседателот на државата, да внимава и да има повеќе соработка со институциите, да припазиме на овие односи. Ви благодарам. Господин Пендаровски, истото прашање за вас. Звучи као фраза, меѓутоа е вистина и тоа го знаат сите добронамерни во оваа земја, дека од меѓуетничките односи зависи стабилноста и еднината на оваа земја. Без драматизирање непотребно, мојата куса квалификација во овој сегмент би била дека меѓуетничките односи имаат назадни или надолни трендови во изминативе години заради неколку работи. Прво, политичката реторика на луѓето на власт стана недозволено за држава која е мултиетничка, општество кое е мултиетничко време, недозволено националистичка, а особено станува таква пред избори, кога се ловат гласови. Така имате изјави во кои се повикува практично на етничка хомогенизација, во кој се вели дајте ми 60 и не знам колку пратеници, да не ги трпам уцените на овие другиве. Од оваа друга страна може да дое слична реторика, слични пораки и ние да се вратиме практично во периодот на 90-тите, кога имавме приличен број турбуленции на таа основа. Мислам дека треба да ни биде
дефинитивно јасно. Ако не ги архивираме тој тип на говор, тој тип на обраќање кон гласачите, кон граѓаните, кои одат само кон своето етничко трло, ние ќе имаме проблеми и ќе рециклираме некои стари рани, а не сум сигурен дека нема да отвориме и нови. Зошто е тоа така? По моје длабоко убедување, тоа е така затоа што досегашната политичка структура мислеше дека рамковниот договор е документ кој треба да се турне под тепих, подпишан е, практично имплементиран според нив, бидејќи они го сметаат рамковниот договор само као платформа за вработување по етничка основа. Колку проценти етнички заедници имате и завршена работата. Рамковниот договор има засебна логика. Тоа значи не баш за секое дневно политичко прашање, туку за неколку крупни прашања кои ги засегаат сите заедници, да се седне и заеднички да се договори решение. Кога ќе излезе проблем кој има меѓуетничка компонента, заеднички повторно на маса, зашто не и пред камери. Нема потреба да се криеме во тој сегмент. Заеднички да се каже или да се појде во таа средина во која има такви меѓуетнички тензии или проблеми и да се каже дека иднината на Македонија ќе биде само преку взаемна почит на секој граѓанин, независно од неговата вера, нација, политичка припадност, социјално потекло, пол, било што. Ние тоа го избегнуваме, особено овие кои до сега беа на власт, кои сакаат, повторувам, преку етничка реторика да добијат повеќе етнички гласови. Ако Македонија со реториката ја делиме по етничка линија, јас ве уверувам дека нема теоретски шанси обичните граѓани на улица, во комшилук, меѓу себе да не се делат, затоа што, за жал, ќе ги следат лошите примери на своите политички лидери. Благодарам, господин Пендаровски. Господин Поповски, 3 минути за вас. Македонија е повеќе национална држава и мислам дека во етничките заедници кои што живеат во Македонија навистина представуваат шаренило кое што треба да биде основа за развој на државата. Се разбира, етничките заедници до сега служеа повеќе за подкусурување помеѓу политичките партии заради вообичаено во тајминг пред избори за да може да се мерат мускули на таков начин да се придобива гласачкото тело. За мене клучно е да во престојниот период да помеѓу етничките заедници воспоставиме разговарање, а не преговарање на овие теми, затоа што кога преговараме оставаме впечаток дека некој некому нешто зима. Се разбира, Охридскиот рамковен договор е нешто околу што многу се дебатираше, се направи некаков државен консензус околу тоа и мислам дека тоа треба да биде основа за регулирање на односите помеѓу заедниците. За мене е многу поважно да почнеме помеѓу граѓаните од различна национална припадност во Република Македонија да создаваме повеќе комуникации во делот на областите кои што можат да зближуваат. Вие гледате дека најчесто инцидентите почнуваат на спортски надпревари, мислам дека треба да се култивираат тие односи помеѓу младите луѓе. Јас сум навистина горд што боите на Република Македонија ги бранат практично припадници на сите заедници во Република Македонија и тоа на одреден начин ме прави горд затоа што на таков начин гледам огледало на структурата, на етничката структура во Република Македонија. Понатаму исто така сметам дека ќе треба во иднина да се запознаваме взаемно многу повеќе за да можеме да се толерираме. Јас не живеам во илузија дека за секи се разбереме, меѓутоа многу е важно да тие диалози ги отвориме навистина на соодветно ниво и да почнеме да комуницираме како граѓани, односно, она што го реков во една друга прилика, при одговор на друго прашање, да почнеме да живееме едни со други, а не едни покрај други, затоа што тоа навистина не е добро за политичката стабилност во Македонија. Етничката стабилност имплицира политичка стабилност, а политичката стабилност имплицира економски развој во државата. Така што мислам дека во така поставени односи, мислам дека Македонија во својата шареноликост од граѓани од различно етничко потекло може да има само предност. И благодарам на одговорот. Господин Иванов, како вие ќе ги оценувате меѓуетничките односи и како ќе го негувате со животот во Македонија? Сето она што го прави во изминатите 5 години, мислам да го продолжам со поголем интензитет. На сите етнички заедници им посветував внимание, и сите се застапени во сите органи, тела во кабинетот. Исто и на меѓурелигиските односи. Ја бев прв председател на Македонија што во џамија им честита Рамазан на муслиманите и што секоја година организира ифтарски вечери за исламската заедница. Исто тоа што го правам и за христијаните, и за католици, православните христијани, и за католиците, и за евреите.
Значи, во мојата програма стои дека Охридскиот договор, кој е од суштествено значење за иднината на Република Македонија, мора да се почитува и со одбележувањето на 10 години од Охридскиот договор, кажавме дека тоа е деценија на права, но ни предстои деценија на права и обврски кон државата. Затоа што моделот што е создаден со Охридскиот договор, ја го дефинирам како модел, инклузивен модел на демократија, на мултиетничка демократија, кој е модел на интеграција без асимилација. И затоа мора да водиме сметка особено за младите. И затоа имав два проекти особено за спортот, за спортскиот бонтон и за меѓуетничкиот соживот преку спортот, во кој беа вклучени различни општини од сите етнички заедници. И беше мощен, успешен и позитивен проект, подпомагнат и од Американската амбасада, а и за проектот добив и посебно признание од Меѓународната асоциација Мир и спорт, затоа што ги негуваме тие традиции што ни се оставени во наследство. Затоа треба да се прави разлика кога се зборува за етничките заедници и за политичките лидери на одредени етнички заедници. Коалицијата која стои зад мене е составена од сите етнички заедници, со исклучок на албанците кои имаат нивни политички партии. Сите партии на етничките заедници се во коалиција кои се на власт. И легитимно е на секој политичар, па и тоа што го кажа премиерот, да освои мнозинство во парламентот. Тоа не е моноетнично мнозинство, туку мнозинство на сите етнички партии кои се застапени во коалицијата. Но во последно време се чувствува испразнување на тој простор, бидејќи во минатото мобилизирал многу гласачи. Сега избирачите сакаат конкретни работи. Веќе не се прашањата за етнички колективни права тие што веќе мобилизираат. Туку луѓето барат без разлика на етничка припадност вработување, барат помош, поддршка. И затоа ги поддржува сите тие проекти кои беа насочени кон сите етнички заедници. Субвенциите не одат само за македонци, албанците ги користат и турците, сите ги користат субвенции. Бесплатни учебници ги користат сите етнички заедници. Се што е наменето за подобрување на животот во државата се однесува на сите во Македонија. И затоа треба да се поддржува и да се развиваат сите оние традиции што сме ги наследили од нашите предци и довеле да ја имаме Македонија као таква. Благодарам одговор, господине. Господа, имате време за реплики и контрареплики. Само една мала забелешка. Минута за господинот Халим. Колку што ми е познато, во кабинетот на председателот не се застапени според уставот пропорционално сите етнички заедници. Било албанци, било турци, било роми и така натака. Ние имаме исто така стручни лица кои можат да му помагат на председателот на државата и кабинетот да функционира поуспешно. Зашто да нема и од редовите на ромите. Ние сме навикнали да ги гледаме само како питачат. Но јас имам контакти со многу од нив, каде што сум приметил дека стварно има способни луѓе кои исто така можат слободно да бидат носители на било каква функција, па и да допринесат во кабинетот на државата. Во иднина, јас на тоа ќе припазам, оти председателството треба да служи како пример за другите институции, поготово во составување на составот на кабинетот, председателството, за да така да биде поставеноста и во другите институции. Од таму да се почне, па потоа да се уредуваат и другите односи. Благодарам. Благодарам. Господин Иванов, контрареплика. Јас затекнав само еден албанец во кабинетот. Знаете, во кабинетот се вработени луѓе од сите бивши председатели. Затоа донесох уште тројца. Меѓутоа во сите комисии, во сите тела се вклучени албанците. Нема комисија, нема тело каде не се вклучени албанци. Нема проект што е покренат од мене да не се вклучени албанци. Меѓутоа прашање што партијата ДУИ смета дека само ако е од ДУИ тогаш е албанец. Ја инсистирав, ни дадоа двајца, едниот државен советник, кој го вратија за советник во општина сега. Од председателски кабинет спремате човек за да го пратите во дипломатија, а партијата го повлекува, го враќа во општина да работи. Така што треба и да се прашат партиите зашто ги злоупотребуваат сите тие работи.